оваа вечер. Посебно се радувам што имаме нови лица во нашата средина оваа вечер и посебен поздрав и за нив, а и за сите вас кои еве по втор пат сме вечерва заедно да продолжиме да ги откриваме тајните на Божјата драма. Верувам дека имавте убав ден денеска, беше топло, пријатно и Господ ни подари и верувајте ќе ни подарува Господ се до крајот на оваа серија да имаме добро време. Бидејќи надвор нема ни дожд, нема ни снег, нема ни ветришта, така да можат и помладите и постарите да бидеме присутни на овие предавања. Синоќа отпочнавме и тој синџир од 8, односно 9 предавања ќе имаме, зашто ќе имаме и до сабота. Плашиш од мене, ајде да седнеме и да се почастиме. Но, знаеш, Куан, сигурен сум дека ти нешто шверцуваше преку граница во тоа време. Иако со сито го сеевме, ја сеевме песокта, никогаш ништо не дознавме. Те молам сега, кажи ми слободно, без да се плашиш, што шверцуваше. Хун се насмевнал и знаете што му рекол? Велосипеди. Шверцував секогаш нов велосипед, а вреќата со песок беше камуфлажа да ти го скренам вниманието. Почитувани браќи и сестри, драги пријатели,
Слично како и овој граничар, и ние сме безпомошни често пати да го препознаеме или да го лоцираме злото, да ги лоцираме грешните мисли. Излегуваме на улица, не сме планирале, а се појавуваат грешни мисли. Се појавува зло. Бог ја создал нашата планета како прекрасна градина, вели Библијата, сосема совршена, и во неа ги поставил првите луѓе, Адам и Ева. И тој им рекол: еве, ви ја предавам штафетата. Ви ја предавам штафетата, да вие ја продолжите. Да вие продолжите понатаму. Секој човек е имал таа задача и грижа да се грижи и да ја обработува ова планета. Меѓутоа, како што овој човек со овој велосипед, со ова вреќе на песок, го замајувал граничарот да му го скрене вниманието, а тој секој пат си прошверцувал нов велосипед. Сушност, во Едемската градина не само што било убаво, Библијата зборува дека таму се појавил и првиот грев. И ние вечерва ќе влеземе во таа Едемска градина и ќе видиме што се случило. Еве што вели во прва Мојсеева 2 глава 15 стих. И го зеде Господ Бог човекот, кога го создаде. Го насели во Едемската градина за да ја обработува и да ја чува. Од кого да ја чува кога биле сами Адам и Ева? Од кого да ја чува? Очигледно не биле сами. Некаде во Вселената некој тргнал на туристичко патување и токму ја лоцирал нашата земја, нашата планета. Тој сакал тука да се котви, тука да се насели. И единствено му била прилика преку првиот брачен пар, преку Ева и преку Адам. Еве што кажал Стујарт Бриско. Човекот и жената во Едемската градина добиле се што им било потребно за нивната среќа и благосостојба. Се што им било потребно, тие имале на дофат на нивните раци. Кога Библијата го опишува, почитувани браќа и сестри, драги пријатели, времето кога Бог ги создал тие услови, вели Библијата било прекрасно. Не само за првиот брачен пар, туку и за животните уживале. Тие меѓу себе не се напаѓале, не бегале по слабите таму некаде во дупките да се сокријат, туку тие заедно ја украсувале таа Едемска градина. Но знаеме што се случило според Библијата. Во една прилика еден Нобеловец кој во 1930 година добил Нобелова награда за своето книжевно дело за достигнување, до една млада госпоѓа, од една млада госпоѓа добил писмо. Значи тој човек кој ја добил таа Нобелова награда добива писмо и во тоа писмо тој еве што прочита. Некоја млада жена му напишала писмо на господинот: многу брзо чукам. Текстовите ги средувам многу убаво. Од сега па понатаму се ќе направам за вас. Кога велам се, навистина се ќе направам за вас. И тоа го мислам навистина. Човекот го прочитал писмото, потоа го дал на неговата сопруга и таа го прочитала писмото. Потоа жената зела лист хартија и пишува одговор на таа млада госпоѓа, а побеги другото, еве што напишала: ти благодариме што се јави. Нажалост, мојот сопруг веќе има жена, која брзо чука на машина за пишување и му помага во работата. Од почетокот таа работела за него и секогаш ќе работи се за него. И кога велам се, тогаш навистина мислам се. Драги сестри, навистина Бог сторил се за нас. Не мора да се мачи. Не мора да бараме помош од некој друг. Бог сторил се за нас, како оваа госпоѓа што со својот сопруг живела толку години и се трудила да го задоволи како жена, да му прави се оно што е потребно. Бог од своја страна направил се за нас, но на жалост се појавил гревот во Едемската градина. Еве го текстот да го читаме заедно. И му заповеда Господ Бог на човекот, велејќи: од секој дрво во градината можеш да јадеш. Замислете, имало и илјадници дрва. Не сум ги бројал, нити пишу во Библијата, но да претпоставиме. Тоа било прекрасно. Од секој дрво тие имале право да вкусат плод, зашто тоа е било за нивна исхрана. Но текстот вели: освен дрвото за доброто, освен од дрвото за познавање на доброто и злото, од него не јади, зашто во оној ден кога ќе вкусиш од него, ќе умреш.
Навистина, што се случило? Во Едемската градина Бог, рековме, создал прекрасни услови за живење. Бог му рекол, чувај ја градината, зашто еден ќе дојде и ќе ве посети, тоа бил Луцифер, еден од паднатите ангели горе во друштвото на небесните ангели, се побунил против Бога и таму за него повеќе немало место. Тој од Луцифер се претвара во Сатана, отпадник, клеветник, оптужител и сега може да редите многу негативни имиња за него. И тој ги посетил и другите светови. Според Библијата постои други планети со интелигентни суштества како ние, но безгрешни. И успеал преку Адам и Ева да навлезе во нашата планета, на нашата земја. Но Бог ги предупредил и им рекол, јадете од сите дрвја, но освен од дрвото за познавање на доброто и злото, од него немој да јадете. Вистина, овде Господ ги предупредува. Овде Господ во својата љубов и во својата милост им дава предупредување да внимават кои ќе се појават во близината на тоа дрво. Тука Сатаната имал право да ги куша само кон ова дрво. Значи никаде во другите делови на градината не имал право Сатаната да ги куша. Нити имал право да разговара со нив. Само кога ќе се појават во тој зачарен круг околу тоа стебло, околу тоа дрво, тука Сатаната имал право да ја куша Ева, односно да го куша и самиот Адам. Почитувани, Бог можел, навистина, Бог можел да едноставно постави страж околу тоа дрво. Можел да постави цела армија небесни ангели за да го заштити дрвото. Бог можел да постави некој звоно, знаете, аларм, ако допреш кола која има алармно звоно и тоа ќе пишти, ќе звони. Бог можел такво звоно да постави. Штом ќе се појави тука Ева, односно Сатаната, да задзвони тоа дрво и на Ева да ја биде знак дека да, тука сега ќе ме куша Сатаната. Бог можел да направи такво нешто, но секако тоа не го направил. Сушност, Бог се однесувал со Адам и Ева како со возрастни луѓе. Не сакал тој да се однесува како со деца, како со возрастни луѓе, и затоа оставил се на нивната слободна волја. Меѓутоа, таа слободна волја понекогаш е благослов, но знае да биде и проклетство. Како во случајот на Ева и на Адама. Ние треба да научиме да живееме со тој благослов, браќа и сестри, но проблемот е во тоа што со паѓањето во грех, човекот ослабнел и не може да ја контролира честопати таа своја слободна волја. Во Библијата постои еден библиски текст кој вели: се ми е слободно, но не е на полза. Дали е слободно одиш во самопослуга и таму има разни отрови за глувци, отрови за ова, и ти слободен сум ќе се напијам. Можеш да се напиеш? Можеме, но кои се последиците? Последиците се за нашето здравје и за нашиот живот. Во овој библиски извештај пишува дека Сатаната бил ограничен со својата моќ на кушење само во близината или тука поред тоа дрво што Господ им го дал. Сатаната не можел во другите делови на градината да ги прати во чекор Адам и Ева. Не можел да ги искушува на секој ќоше или пак да управува со нив. Бог, значи, ќе повторам уште еднаш, сатанското делување го ограничил само околу тоа дрво. Само тука можел да има допирна точка со човештвото, а во другите делови тој немал право. Тие можеле да уживат, а овде можеле да бидат внимателни Адам и Ева, за да не бидат искушени од сатаната. Ако луѓето, Адам и Ева, го заобиколувале тоа дрво, и сатаната би го заобиколувал. Но кога тие доаѓале под крошните на самото дрво, тука сатаната можел навистина да ги искуша, и тоа го направил. Може би се прашувате, зошто Бог имал толку доверба во човекот? Дали Бог знаел дека човекот ќе сгреши? Знаел. Зошто не ја фатил раката на Ева? Зошто не го почукнал по рамото Адама и му рекол: Адаме, внимавај, жената ти погреши, но немој и ти. Ако Бог тоа го направил, би бил оптужен од сатаната, кој едва чекал така да направи Бог. Сатаната би го оптужил Бога пред останатите светови, зашто нашата земја била предмет на наблюдување, предмет на внимание. Но Бог тоа не го направил. Бог превзел голема одговорност на себе, да има целосна доверба во своите деца, во Адам
и во Ева. Браќи и сестри, и денеска се случува иста работа. И денеска Бог подеднакво има доверба во тебе и во мене. Секако денеска сатаната има поголемо искуство од 6000 години. Сатаната денеска развил методи и многу совршени лаги и заведувања. Но Бог и денеска од тебе и од мене, драги мои пријателе, очекува да се пред Него изјаснеме за своето потекло. Синоќа рековме дека ние не сме производ на случајност, туку производ на љубов. Бог се дал себе си во создавањето на овој свет. И еве што пишува понатаму во Библијата. Одиме на следниот текст. Но змијата беше полукава од сите зверови полски што ги создаде Господ Бог, па рече на жената: вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од ниедно дрво во рајот? Ите како сатаната ја изопачил сега приказката. Го изопачил прашањето, односно она забраната што Господ им ја дал. Вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од ниедно дрво во рајот? А што Бог рекол? Од каде да не јадат? Од колку дрва? Само од едно. Видите сатаната како доаѓа. Ке те замаскира, ке те ошамути. Вистина ли е, ево, и Адам дека Бог рекол да не јадете? Отеднаш сега Ева, знаете, се скаменила, се уплашила, се изненадила. Бог му рекол на човекот да не јаде плодови само од едно дрво. Сатаната ги извртува, како и секогаш што работи, зборовите вели: не смеете да јаете од секое дрво. Зарем така Господ постапува? Всушност, сатаната предизвикал сомнеш кај Ева. Тој е првиот чекор за паѓање во грев и кај нас. Кога ќе предизвика некој сомнеш, ние сме веќе 50% готови. 50% сме готови да паднеме или да поверуваме во лагата. Сомнеш во Бога и во Неговите зборови. Ова е слично како некој да ве мотивира да направите нешто лошо. А како може некој да ве мотивира? Со сомнеш. Ќе ви фрли доза на сомнеш, а вие после ќе размислувате дали е така, дали не е така. Веќе се кршите. 50% сте натаму, 50% наваму. Сатаната го знае тоа. Тој има своји принципи и своји мотивации. Сатаната има мотивација да не прелаже секојдневно, за да бидеме секогаш на негова страна наместо на Божјата. Тој тоа го користи во твојот и во мојот живот. Тој точно знае на што ние ќе реагираме, на што ќе реагира нашето срце, нашите мисли. Тој всушност користи еден спиритистички трик. А знаете што е спиритизам? Тој општене со покојните, со душите на покојните, спиритуале, значи тој латински збор, кој не наведува дека наводно душите некаде вегетираат горе во Вселената и дека ние може да контактираме, да општеме со нив, што не е точно. Овде сатаната ќе го искористи тој трик со змијата. Отеднаш змија да зборува. Што мислите кога одите по пат и поред вас оди некоја мачка или мачи и да почне да зборува: добар ден, господине, каде сте? Косата ќе ви се наежи нагоре. Отеднаш змијата зборува, а дотогаш ја милувала Ева змијата. Уживала, змијата била прекрасно животно. Со крилја се пресијавала на сонцето, со разни бои, уживала во крошните на дрвјата. А одеднаш змијата зборува. Навистина, Ева се зачудила. Очигледно сатаната игра една валкана игра. Игра без ферплей. Што значи ферплей? Играме до доза на поднесување. Ферплей. Кога се боксира, ако удриш под она коланот, тоа не е ферплей, така? Значи си има граници на секоја спортска дисциплина. Сатаната игра валкана игра. Тој не игра ферплей. Всушност тој никогаш не работи според правила и честно. Тој користи змијата како медиум. И тогаш ја доведува под знак прашање Божјата реч и вели: дали навистина е така? Дали си сигурна во тоа? А денес, ајде додиме ние еден чекор понатаму. Денеска ние сме во состојба да поставуваме знак прашалници на се она што Бог го кажал за настаните. Кога некој од нас ќе им каже на нашите комши пријатели дека ќе дојде крај на овој свет, луѓето велат: зарем ти си паметен? Кој може да направи крај? Кога ние велиме, не ние, кога Библијата вели, а ние тоа го само презентираме на луѓето дека ќе се случи ова, од каде знаете? Па Библијата зборува.
Ние секоја вечер ќе откриваме по една тајна врз основа на Библијата. И гледате дека само цитираме библиски текстови. Знаете, кога израелците поминале низ Црвеното море, Библијата го зборува тоа. Денеска многу луѓе се смеат на таа приказна и вели тоа приказна за мали деца. Бог го раздвоил морето и неговиот народ безбедно поминале на другата страна. Но денес има луѓе кои со посмев гледат на овој настан. И знаете што велат? Не, тоа не е точно. Невозможно е Црвено море од неколку десетици метри да се раздвои, да пресуши. Тие поминале, велат посмевачите, низ морето, но за време на осеката. Тој низок водостај на водата. Значи, кога некаде 20-30 сантими, 50 сантими, тука полесно луѓето можеле да поминат. Но имам за таквите едно прашање. Како е можно тогаш во една таква плитка вода да се удави целокупната египетска војска заедно со нивните коњи? Ако морето било толку плитко. Кога фараон ја мобилизирал најелитната војска, најхрабрите војници да отидат и да ги вратат евреите назад во Египет. Ако продолжиме понатаму, ќе поставуваме уште прашања. Може би сте слушнале како некои христијански родители велат на своите деца: сине, ако не бидеш добар, Исус повеќе нема да те сака. Дали се слушнале некои така? Се закануваат на децата со Исус Христос. Тоа е, браќи и сестри, голема глупост и не смееме така да ги плашиме нашите деца. Исус умрел за кого? И за грешните деца, и за грешните родители, за сите нас. Тој не сака сите нас, не само тогаш кога сме добри, туку и кога сме лоши. Секогаш Господ нас не сака. Никош такво нешто не треба да им велиме на нашите деца, бидејќи Бог ги сака и тогаш кога се добри или лоши. Едноставно, ние знаеме дека Бог пружа рака преку Исуса Христа на сите нас. Но сатаната има за сите стапици. За тинеџерите тоа е премногу опасно. За возрастните противзаконито. Жените ќе станеш згодна. За мажите премногу си стар. Значи сатаната има стапици прилагодено за секој од нас. И ние ако не ја знаеме стапицата на ѓаволот, лесно може да паднеме во неа. Од каде сатаната постои, почитувани браќа и сестри? Сатаната не е некој звер. Сатаната не е со рогови, со вила, со опашка, со мустаки долги да не плаши. Немојте да верувате. Тоа е негова измислица, за да ние имаме таква представа и да се плашиме од него. Тој не е чудовиште кој испушта оган. Денеска тој не се појавува со зборовите: еве, јас сум тука, јас сум сатана, јас сум ѓавол, дали ми се плашиш? Не. Тој не носи железни вили во раците како би не уништил или би не уплашил. Тој ќе ја доведе во прашање Божјата реч. Библијата ќе каже: чекај, пријателе, па многу си се задубил во Библијата, биди површен. Има информации, но немој толку длабоко да навлегуваш, немој толку да се занесуваш. Сатаната секојаш ќе ти даде некој предлог. Тој овде ја потребува змијата како медиум. Ја доведува во прашање Божјата реч. Едноставно тој прави трикови. Како успел сатаната да дојде на оваа земја? Секако никој не го поканил да му прати телеграма или посебна покана за да дојде на оваа земја и на оваа планета. Тој, всушност, како што рековме, дошол преку Ева и Адам. И беше исфрлен големиот змеев, старата змија, наречена ѓавол и сатана, која мами, внимавајте сега, целата вселена. Беше соборен на земјата и заедно со неа и ангелите нејзини беа исфрлени. Ева не се уплашила од Луцифер, од сатаната, зашто тој не бил страшен. Сатанат и денес има убавина во себе, зашто тој е производ на Бога. Бог го создал како прекрасен ангел. Тој бил четврт до Бога. Значи, Отецот, Синот и Светиот Дух. Луцифер бил тука нивни светлоноша. Тој бил поред тројството, но не смел да влезе во тројството. Тој имал информации повеќе од другите ангели. Тој бил музичар, заповедник на небесните хорови. Но еден ден во неговото срце се појавила
омрза, завист кон Исуса Христа. И вели Библијата, како што читавме, настанало војна на небото и повеќе не му се нашло местото. Беше исфрлен на оваа земја. Интересно, рековме, Ева не се уплашила. Што се случува ако сега помине глушец овде или во вашата дневна соба? Што ќе прават жените и мажите? Дали се плашиме од глувци? Некои се плашат, ќе се качат на каучот. Па ако е тој низок, може би некој повисока маса, зашто се плашат. Ева, почитувани браќи и сестри, не се уплашила. Таа не почнала да вика: Адаме, каде си? Не, таа не викала. Не се уплашила од Луцифера, зашто тој бил сосема природен. Тој сакал да ја едноставно да ја привлече. Рековме дека сатаната дошол на оваа земја. И еве што вели текстот. Сега е судот на овој свет, сега кнезот на овој свет ќе биде исфрлен надвор. Тоа го пише во Јован 12:31. За оние на кои Богот од овој свет им ги заслепил нивните безверни умови, за да не ги осветли светлината на благовестието за славата на Христос, кој е слика на невидливиот Бог, во кој живеевте некогаш според животот на овој свет, согласно со кнезот на воздухот. Денеска сатаната е невидлив за нас, но каде што има луѓе, има и сатана, односно неговите демони. Но тука се и Божите ангели, тука се Божите бранители кои не штитаат и не чуваат од секое зло. Додека читаме Библијата, почитувани браќа и сестри, може да заклучиме дека змијата била, рековме, едно прекрасно, величествено создание. Сатаната не е звер кој испушта оган, тоа веќе го кажавме, но уште еднаш ќе го повториме. Ева, тука е змијата, уживала, одмарала змијата во сенките на тоа дрво. И еве го одговорот на Ева. Малце вечерва Ева ќе ја критикуваме, зашто навистина била наивна, но малце и слагала, и самата Ева. А жената ја рече на змијата: не јадеме род од секое дрво во рајот, само од родот на онаа дрво. Може би била во близини, покажала со прстот на онаа дрво, среде рајот, рече Бог: не јадете од него и не допирајте се до него, за да не умрете. Внимавајте сега. Дрвото е во центарот на рајот. Не е таму во некоја скришна темна улица. Не е таму некаде на периферијата на Едемската градина. Ева тоа го знае и го цитира што Бог и кажал дека се наоѓа во центарот на рајот. Меѓутоа Ева додала еден збор што на Луцифера, на сатаната, му дава повод уште повеќе да ја притисне Ева. Не јадете и вели не допирајте се до него. Бог тоа не го кажал. Бог не кажал не допирајте се. Може Ева да го допира дрвото, плодовите, да се восхитува, но само не смела да ги откине и да ги касне. Веќе Ева направила еден чекор кон пропаста, кон лагата. Значи, таа направи можеби свесно или несвесно, ја не знам, меѓутоа порака за нас, кога некого ние цитираме, ако не сме во состојба да го изцитираме како што треба, подобро да не го цитираме, зашто ќе погрешиме. Ева овде прави грешка и сатаната тоа ќе го искористи. Истина, Бог не рекол не допирајте го. Овде веќе Ева погрешила. На сатанскиот сомнеш таа претерува во одговорот. Кога повторно ќе го читаме текстот, ќе видиме дека Бог не забранил, како што рековме, допирање. И еве што се случува понатаму. Откровение, 22 глава. И јас му сведочам на секого кој ги слуша пророчките зборови на оваа книга. Ако некој нешто додаде кон нив, нему Бог ќе му наметне казни опишени во оваа книга. Ако некој одземе од пророчките зборови на оваа книга, Бог ќе му го одземе делот од книгата на животот и од светиот град и од она што е напишано во оваа книга. Не смееме да додаваме, драги мои. Не смееме да одземаме од Библијата, да ја читаме дословно како што е во оригиналот. Ева на жалост и додала нешто и придонела да сатаната уште повеќе навали врз неа и да ја искуша. Во што е всушност сатанската тактика? Прво тој ќе ја нападне Библијата. Сатаната први ја напаѓа Библијата. Зошто кога ќе ја нападне Библијата, кого напаѓа? Кој е автор на Библијата? Што кажавме синоќа? Бог. Иако пишувале 40 писатели, но Бог е главниот автор. Сатаната знае каде да удри, да предизвика кај тебе, кај мене сомнеш. И тогаш сме веќе во негови раце. Вистина,
Ева паднала. А сатаната вели, ево, немој толку да ги сваќаш, немој толку да ги прифаќаш зборовите на Бога. Ти ептен си ситничарка. Немој. Но, браќи и сестри, и денеска сатаната на сличен начин постапува и со нас. Тој први сака да покажеме ние сомнеш во речта Божја во Библијата, потоа вториот чекор е непослушност и последиците се тука. Тој всушност влие на сатаната на Библијата. Први на Библијата и на Ева влие на низиниот ум. Тогаш змијата ја рече на жената, не, нема да умрете. Бог вели, ќе умрете, а доаѓа сатаната, господинот Сатан и вели, не, ево, нема да умрете. И тој кине плод. Внимавајте сега. Сатаната откинува плод и го јаде. Ева гледа, сатаната не умира. Вистина не умира веднаш. И тоа било уште еден повод да сатаната навали врз Ева. Тој влие на умот на Ева. Но Бог знае дека оној ден кој ќе вкусите од него, ќе ви се отворат очите, па ќе станете како богови и ќе знаете што е добро и што е зло. Наистина, големо е тоа искушение, да бидеш како Бог, да бидеш како Создателот. На Ева сега уште повеќе очите се отвориле. Зарем е можно, ако јадеме од тој плод, ќе бидеме како нашиот Создател. Се предизвикува сомнеш во низиниот ум, браќа и сестри, и навистина сатаната веќе полека ја добива Ева. Во секој од нас постои тајна желба, постои искушение да имаме власт, да бидеме големи газди или шефови. Еве што кажал Роберт Ингерсол. Тој вели, бил предводник на атеизмот во негово време, се собрали група на луѓе и каде што тој го негирал Бога. Често пати се служил со тврдењето, луѓе, нема Бог. Тој така настапувал во своите предавања. Или дозволите ми да ви покажам еден пример. Ја ставил својата рака во джепот, извадил еден часовник и потоа рекол, присутни, обратете внимание на мој часовник. Сега ќе се молам на Бога. И го погледнал свој часовник и рекол, добар ден Боже, те молам во следните 5 минути, ако постоиш, да ме удриш со својата силна рака и да ме убиеш. Те молам Боже, стори го тоа. И потоа би погледнал во својот часовник, минутите одминувале и кога се наполниле 5 минути, тој едноставно рекол, дами и господо, гледате дека не постои Бог. Што мислите, драги присутни, дали ова било доволно јасен доказ дека Бог не постои? Зарем ова не докажува дека Бог не работи според принципите на сатаната, туку дека е Бог на милост и на љубовта. Ако Бог би го навистина убил за овие 5 минути овој господин Ингерсол, кој го провоцирал Бога, кој покушава да докаже дека Бог го става својот закон на љубовта на страна и дека од бес уништува луѓе, кога би овој Ингерсол умрел пред луѓето, што би рекле тие луѓе? Дали би поверувале во него? Не, би рекле, овој страшен Бог, не сакаме таков Бог, и луѓето би побегнале. Сатаната, почитувани браќи и сестри, од самиот почеток се служи со лага преку Ева, но и тој денес продолжува со истата тактика. Тој користи плод од едно дрво, да би го искушал првиот брачен пар. Не е гревот што Ева набрала плод, не е грев во тоа. Страшно е тоа што Ева не била гладна. Ајде била гладна, па да си го задоволи својот апетит. Таа не откинала плодови затоа што и паднал притисокот или шекерот. Не, таа не каснала ради тоа. Таа јадела за да покаже дека е нешто. Сатаната влие на низиниот апетит, чувство на естетика и гордост, и на жалост сатаната ја постигна својата цел. Блас Паскал еве што кажал. Бог човекот го создал според својот лик и облик, а човекот му го возвратил тој гест. Дали ја разбирате пораката? Значи човекот обратно сака да биде како свој создател. Тоа сатаната го понудил на Ева.
Ево, ако каснеш, ќе станеш како Бог, како твој Творец, како твој Создател. Ние, почитувани, често пати сме во ситуација на Бога да му припишеме човечки особини. Понекогаш веруваме дека е семоќен и вечен Бог, но го замислуваме не од наша перспектива, од наша точка на гледање и мислиме дека Бог е тука, ете ставим во таа коцка. Ја гледаме неговата присутност, неговата убавина, неговата милост и љубов, но не можеме да разбереме каква е големината на тој Бог, кој може да се ткае и да влезе во твоето и во моето срце, но да биде и во целата вселена. Знаете што пише во Библијата? Вселената не може да го собере Бога. Бог е на третото небо. Тој е насекаде присутен со својот дух, со светиот дух, со Исуса Христа, со своите ангели. И еве да продолжиме понатаму. Ева се доближила до плодот, до дрвото, и кога жената виде дека родот на дрвото е добар за јадење и убав на изглед, и дека дрвото е пожелно поради тоа што дава знаење, набра род од него и го изеде. Па му даде на мажот свој, па и тој јадеше. Вистина, што се случува сега? Ева се охрабрила и тргнала во поход, сега или ништо, без да го вклучи својот ум да размислува за последиците. Набрала плота, потом му дала и на Адам. Очигледно, на прв поглед, ништо не им се случило. Нито Ева добила рогови, нито станала Бог. Ева охрабрена од тоа и му дава на Адам. Колку е тоа страшно. Ева не го послушала Бога. Односно, Адам сега ја гледа својата госпоѓа, својата сопруга Ева. Не е вели, ево, што си направила. Не. Таа мисли дека направила добар избор. И сега тоа сака да го подели со својот сопруг, со Адама. Ева премногу се доближила до оној од кој требало да биде подалеку. Нова мисли Мартин Лутер кога вели не можеме да им забраниме на птиците да летаат околу нашата глава, туку можеме да им забраниме да не направат гнездо. Значи, злото е поред нас. Не може да го забраниме ние. Мислите ќе дојдат и ќе заминат, но ние сме тие крајните кои ќе клучот ќе ја ставиме на бравата. Ќе го ставиме клучот и ќе затвориме или ќе отвориме. Ние имаме таа слободна волја. Тука се крие и она што Ева го направила. Еве одговорноста на Ева, на првиот брачен пар. Ева поверувала дека се што е убаво е добро. Помисли дека таа подобро знае од Бога. Посакала да биде како Бог, се приближила многу поблизу до оној од кого требало да се држи на растојание и поверувала на змијата, а не на Бога. Адам, без прашање, јадел од плодот. Ја занемарил својата лидерска улога. Адам бил глава на семејството. Не ја соочил својата жена со Божјата реч и бил послушен на Ева, а не на Бога. Го оптужил Бога наместо од него да побара прошка. Тука се крие проблемот, браќа и сестри. Бог во нашите раце ставил филтер. Еве го филтерот. Се што ќе прочитате на интернет, не верувајте за духовните работи. Па и за оние другите. Зашто се и се што се пишува. Кога ќе прочитате нешто, дека не е битен денот за светкување, проверете низ Библијата. Ние синоќ ќе рековме, Бог создавал 6 дена, во 7 создал време за посебен однос, вертикален, помеѓу небото и земјата, помеѓу Бога и човекот. Тоа е времето наречено сабот. Кога ќе се појави прашање, се ми е слободно и можам да јадам, провери низ Библијата што треба да јади, што не. Еве, слушаме од овие здравствени предавања. Се не е корисно. Слободно е, но не е корисно, вели Библијата. Значи, Бог ни дал едноставно почитувани филтер, Библијата, да ни помогне да помене таа информација низ тој филтер и да видиме дали навистина Бог стои позади тоа или не. Адам едноставно без прашање јади. Едноставно тоа се случило како прочитав на еден брод, постоелен капетан и еве што велел: влези, молчи и држи се. Ништо друго немој да прашуваш. Така и Адам постапил. Зема од Ева, јаде, тек подосна размислува што направил. Во Библијата читаме дека кога Ева сгрешила, не била поред својот сопруг, поред Адама.
Парот бил одвоен и не обракиле внимание еден на друг. И гревот се појавил. Што е тоа грев? Ајде кратко дефиниција за гревот. Едноставно читате, гревот е прекинат однос. Прекинат однос. Гревот ги расипува нашите врски, нашите заедништва, нашите односи. Кога Бог го создал првиот човек, тој создал и посебни врски помеѓу небото и земјата. Каде ги наоѓа Бог Адам и Ева, почитувани, кога сгрешиле? Сокрини таму во грамушките, а секој ден негде пред заединственото тие се собирале. Бог со своите деца Адам и Ева на рандеву, на разговор. А сега ги нема Адам и Ева, тие се сокрини. Гледате како гревот ги прекинува врските. Што донесува гревот? Гревот донесува независност. Јас ќе работам како што сакам. Може да бидам среќен и без Бога. Можам да ги решам своите проблеми и без тој Бог. Јас сум господар на секоја ситуација. Можеме ние тоа да го кажеме, но последиците ќе бидат наши. Гревот го врежува својот пат во нашиот мозок. И еве што вели Давид: блажен е човекот кој не оди по советот на нечестните и не стои на патот на грешниците и не седи во седиштето на подсмевачите. Да, постои и таков пат. Но кој пат ние ќе следиме? Божиот или оној другиот? И еве го резултатот. Гледате овде смоквини лисија. Алудира на првите алишта, што ги сплетел Адам. Тогаш им се отвори очите, тогаш се пробудиле фактички, на обајцата, вели, им се отвори очите и разбраа дека се голи, па исплетоа лисија од смокви и си направија опашала. Сега сватиле дека облеката од слава која ги обвиткувала нивните тела исчезнала, испарела таа облека. Сега едноставно сватиле дека тоа е така, дека се голи. Тоа е како едно девојче отишло во град по прв пат, од град отишло во село по прв пат. Отишла до крајот на селото, близо до шумата и на гранката на едно дрво видела канаринец. Била изненадена како канаринецот нема кафес, бидејќи било на слобода. Според тоа детско разбирање и сваќање, каде треба да биде канаринецот? Во кафес, тој е негов природен дом. Слично така човекот дозволил поради гревот неговиот природен дом да стане кафес наместо природа Едемска градина. Кои биле последиците? Ајде додеме понатаму. Последиците на непослушноста: страв, голотиња, сокривање, покривање, човечко решение, смоквини лисија, префрлување на одговорноста, не сум јас, ти си, не сум јас, ти си. Знаете како пинг-понг почнале да се обвинуваат Ева и Адам. И на крај кој испаднал дека е виновен? Бог, зашто Бог ја создал змијата. Последиците се тие, но таму додека биле сокрини, Адам сега прави план, крои план како да се облечат, зашто ќе ги побара Бог. А Бог дошол, затрупал на нивната врата. Затрупал на нивната врата, зашто немале звоном. Таа комуникација била веќе прекината со Бог, со небото. И смислеле, направиле облека. Ова е првата направена облека во историјата на човештвото. И најпосле кога Бог се појавил, тие велат: Адаме, што се случува? Не, Боже, не сум јас, туку е Ева. А Ева, не сум јас, туку е змијата. И така увинувањата се во круг. Гревот, почитувани браќа и сестри, ги пореметува односите, го потиснува чувството на одговорност, ги одзима благословите и најпосле води во смрт. Не се чувствуваме всушност виновни, зашто другиот е виновен. Тоа е како да одиш на фудбалска утакмица и кога две навигачи групи се степат и доаѓа полицијата, дали признават кој први почнал тепачката? Не, секогаш вели тие започнаа. Ја знам, во Битола доаѓа таму кога имаше лани од Скопје навивачи и овие битолските, почнаа едните и после читаме во јавноста, не, тие почнаа, не провоцира, па ние затоа почнам. И така едни со други се префрлуваат топката. Всушност, реков дека ова префрлување на вината на еден на друг ми личи како на Черчил и господја Астор. Постои еден запис во историјата за нив, за нивните меѓусебни недоразбирање. Еве што се случило. После многу расправи, кога не можеле да дојдат до заедничко решение, Черчил рекол: Господјо, сега е доста.
Што побрзо тргнете ми се од пред очите. А на тоа госпоѓа Астор одговорила: да сте вие мој сопруг, би ставил отров во чајот. А на тоа Черчил одговорил: да сте вие моја жена, тој че јас би го испил, зашто не можам да те поднесувам повеќе. Ите како обвинувањата се префрлуваат едни на други. Вака некако се однесувал и разговорот на Адам и Ева. И тие меѓу себе едноставно си префрлувале одговорноста кој е виновен за нивниот грев. И тогаш некој доаѓа од небото. Тогаш го чуе гласот на Господа Бога, кога тој одеше низ рајот во времето на дневниот ветрец и се сокри Адам и неговата жена меѓу рајските дрвја. Ова е навистина прекрасно. Овде гледаме дека Бог се грижи и за своите паднати деца. Бог се грижи денеска за тебе и за мене кога сме во грев, кога сме паднати, кога сме разочарани, кога сме обесхрабрени. Ова не значи дека Бог ги изгубил од контрола, дека на Бога неговиот GPS се расипал и не можел да ги луцира Адам и Ева. Не, тој секогаш не прашува каде си. Позади која грмушка се криеш, денеска те прашува тебе и мене. Позади која грмушка на гревот ти стоиш и јас. Тамо кај што солзиме, тамо кај што се мачиме, кај што имаме проблеми, Бог вели каде си, зад која грмушка стоиш. Сакам да дојдам кај тебе и да поразговараме. Дали ќе му одговориме на Господа? Време е, почитувани, да излеземе од својата грмушка. Време е да кажеме: Боже, еве ме, погледни ме, тука сум, тешко ми е, те молам, помогни ми. Бог ќе пружи својата рака и ќе ти помогне. Но Господ Бог повика: Адам, Адаме, каде си? Наистина, Господ ги луцирал и ги повикал во милоста своја. Но тогаш го слушна гласот на Господ Бог, кој одеше низ рајот во времето на дневниот ветрец, но тие се сокрија. Значи едноставно се сокрили што подлабоко во шумата, да не ги пронајде, но Господ во неговата милост ги пронајде. Иако тие наоѓаат изговор како овој господин. Овој господин што го гледате на сликава се вика Даг Бачелор. Пастор во Америка. Тој раскажал еден детал од своето детство. Неговиот татко бил милионер, купил машина за чистење на чевли и ја ставил во гаражот. Еве, таа е слика од таа машина. Машината се уште не била целосно склопена за да ја обавува својата функција. Но на синот му рекол: Даг, ова немој да го допираш. Но знаете децата што прават? Кога им велиш не прави, а тој напротив ќе отиде да проба, зашто тој треба се да испроба. И што се случило? Даг добил голема мотивација и почнал да ги притиска сите копчиња на машината. Го притискал кафеавото, црвеното, жолтото. И знаете што се случило? Валекот почнал да работи и почнал да исфрла боја. По целата гаража била полна и сварбана со разна боја. Меѓутоа бојата дошла и на лицето на самиот Даг, на неговите чевли, така натаму. Кога дошла неговиот татко од работа, видел дека нешто не е во ред и го повикал неговиот син: Сине, дојде да те прашам нешто. Каде си? Зошто се криеш? А он таму во дневна соба негде се крие како да има обврски. А Даг рекол: Тато, тука сум. Зошто факеше машината? Па татко, јас воопшто не ја допирав машината. Сине, кажи ми, го прашува таткото, дали навистина ја допираше машината? Ако признаеш, ќе нема последици. А Даг вели: навистина, тато, не сум ја допирал. Потоа таткото го однел синот пред огледало да се види дека лицето му покажува дека бојата е на неговото лице. Тогаш Даг признал дека сепак ја допирал машината. Како Бог реагира, браќи и сестри, како Бог реагира во случајот со Адам и Ева? Бог не ги казнува, те ќе ги сносат своите последици. Еве, смртта е таа. И ние денеска чувствуваме смртта како последица на Адам и на Ева. Бог наоѓа решение. Еве го решението. И ставам непријателство меѓу тебе и жената, и меѓу родот твој и породот нејзин. Тој ќе ти ја смачкува главата, а ти ќе го каснуваш во петата. Ова е пророштво. Пророштво Божје. Пророштво кој укажува дека еден ден Господ сепак ќе се замеша. Ова е прво пророштво во Библијата.
Бог има подготвен план, подготвено решение за проблемот на гревот и вели, ајде Адаме, ќе пробаме да го решиме некако гревот. Имам ја решение. Тоа ќе потрае 6000 години, но ќе се роди од човечкото семе, од жената ќе се роди човек, Исус Христос, кој ќе истапне на змијата, на сатаната, а змијата ќе го касне, сатаната ќе го касне Исуса на крстот на Голгота. Исус ќе умре, но со таа смрт Исус ќе донесе спасение, излекување и повторно враќање во Едемската градина. Да, последиците од одвојувањето се болка, замор, поминливост, оттуѓување, отфрлување и смрт. А Господ Бог им направи на Адам и на неговата жена облеки од кожа и ги облече во нив. Гледате сега, Адам направил од смоквини лисја, а смоквините лисја после неколку часови, што се случува со тие лисја? Се овенуват и гребаат. Но Бог дава меко, Бог дава кожа, символ на тоа јагне кој ќе го символизира подосна Исус Христос кој ќе се жртува за тебе и за мене. Во една прилика во авион од бизнис класа, еден господин испил малку повеќе, му се допаднала стюардесата и почнал да и се удварава. Стюардесата одва и се отарасила од него. Заминала на другиот крај од авионот за да ги послужи другите патници. И таму наишол на друг господин, па и тој пошел да и се одварува. Некако успел и од него да се ослободи. Пилотот веќе најавил и се почувствувало дека полека пошел на авионот да го приготува за слетување, зашто се приближува градот. И првиот господин и се доближил на стюардесата и ставил клуч во незините раце и рекол: Господјо, овој клуч е од мојата хотелска соба. Немој да ме разочариш. Дојди вечерва. Стюардесата се насмевнала, го зела клучот, го ставила во джепот и отишла на другиот крај од авионот. Отишла кај тој господин, му го дава клучот и вели: немој да задосните. И си заминала. Замислете каква била таа средба кога вечерта двајца мажи се сретнале во хотелот. Браќи и сестри, ние вечерва имаме средба со Бога. Бог сака да бидеме со Него. Бог има решение. Сами не можеме да се спротивставиме на сатаната. Вие сте чеда од Бога и нив сте ги победиле, зашто оној кој е во вас е поголем од оној што е во светот. Бог го победил сатаната. Сатаната е победен непријател. Тој е непријател, тој е лав без заби. Јас така го символизирам. Лав без заби, кој не е опасен, но сепак последиците се негови опасни и остри, ако не сме во заштита од Бога. Еве го вториот чекор. Да го препознаеме патот на гревот и да донесеме разумна одлука. Покорете му се на Бога и противите му се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. И сосема на крај за вечерва, еве да читаме третиот чекор. Браќа, во името на Божјото милосрдие ве молам, подајте ги телата ваши во жртва жива, света и благогодна на Бога, како ваша духовна богослужба. Не сообразувајте се со овој век, туку преобразете се со возбунување на вашиот ум, за да можете да испитувате и осознавате што е волјата Божја, што е добро, благогодно и совршено. Наистина, нека Бог на мирот го сотре сатаната под нозете наши. Благодата на нашиот Господ Исус Христос нека биде со сите нас. Нека му е слава и благодарност на Господа, што ни ја откри вистината за појавата и почетокот на гревот. Тој денеска преовладува, но наскоро ќе му дојде крај. Сатаната ќе биде за секогаш минато. Но дотогаш Исус тропа на твоето срце и на моето срце. Дали ќе му дозволиме тој да управува со нашиот живот? Бог, Исус Христос, не користи алат за да влезе насила кај нас. Тој тропа доброволно, а ние во нашите мисли да му дозволиме и тој да управува со нашите планови, со нашиот живот доброволно, зашто од Бога само ќе добиеме добро. Тој, еве, истапнал на змијата, на крстот на Голгота и наскоро Исус ќе дојде, а за тоа ќе зборуваме при крајот на оваа серија, кога Христос ќе дојде и што ќе се случи. Вака, на крајот ќе ве замолам да ги наведнеме главите, да се помолиме на Господа. Драги Боже, од срце ти благодариме и за оваа вечер што се дружевме со Тебе.
што можевме да го откриеме почетокот на гревот, на злото. Но ги видовме последиците, но го видовме крајот, решението, дека ти имаш решение, како што си дал облеки на Адам и на Ева, си ги заштитил во својата милост и љубов. Денеска ти и нас не штитиш, и води не, и помогни ни да се роди искрена вера во нас, да се приготвиме, Господе, кој ќе дојдеш повторно, да бидеме со Тебе во вечноста. Те молиме, чувај ни додека се враќаме до нашите домови, подари ни добар одмор, а утре повторно да се сретнеме овде со Тебе преку речта Твоја. За секој благослов, Господе, и за Твоето воство, фала Ти во Исусово име. Амин.